Па проблемот е кај. Го знаеш вицот со рибите? За охридане. Абе, колку риби ти дадов јас тебе? Колку бе, колку? За оние што не го знаат да направам вовет. Значи, директорот вика, ај, викнете ми го, може да го искористам Климе? Викнете ми го Климе портирот. Вика, Климе, ево ти ги вика овие 5 риби, носи ги дома, кај мене жена вика ги направи на ручек, доаѓам вечера со делегација. Доаѓам вечерта дома, вика жена, ај рибите, так му носи овој, 3 риби жена вади само. Само малце вика, колку риби ти даде, вика тебе Климе? Вика 3. О, браво. Утре, ај викнете го Климе кај мене. Климе, колку риби ти дадов јас тебе вчера? Колку е, колку? Вика 5 ти дадов? Даде да, 5 ми даде. Па ти колку однесе кај жена ми? Колку де, колку? Вика 3 си однел, 3 де 3. Па кај се 2? Кај се де, кај се? А? Але 5 ти дадов, 5 де 5. Па 3 си однел, 3 де 3. Па 2 кај се? Кај се де, кај се? Цело време е кај нас така работа. Абе, парите кај се? Кај се бе? Абе, глумци кај се? Кај се бе? Нема, морам да те прашам, како човек кој поминал 40 на години веќе на сцената, како се чувствуваш во оваа држава? Дали мало више? Или повеќе, тука некаде. Колку славеше облетница, славеше од 40 години театар? Па не слават више тоа, не знам, слават... Не ги регистрираат тие модели више. Имаше, славеа 25 години, Петре Прличко славеше 30 години, па 35. Ја 40 и кусур ништо не славе, никоме ништо. Не ни дава да играме, доста игравте. Како поминувам кој актер се снаоѓам, ја секојаш сум бил у топ форма уште. Тоа да, меѓутоа те нема во театар, сега не играш. Играм, како не играм, јам представа, само не ја става. Која е таа? Сонот на летната ноќ. Играш во представа која не е на репертоар. Ти не достига театар. Знаеш што имам сега, што ми е главната, ама ова е сериозно. Значи главната работа моја е играм во Сју Рајдер. У Сју Рајдер и у Злокуќан. Играм, публиката ми ги носат у колички и докторката вика, вие не знаете, ти не знаеш што правиш. Ти поише делуеш од сите лекови, од сите доктори. Вака. Хумано де. Ја кога ќе ме фатат у Бардовци, ќе дојдам да играм со мене. Кога ќе ме однесат таму, установата да дојдеш, молим те. Сме играли у Бардовци. Игравме... Како да игравме, а после да се вратите назад. Морам да го кажам, игравме сумњиво лице го играме, сумнително лице, Мешко. Мешко го гледаат главниот. И еден стои вака. Мешко непријатно му да... Зашто? Зашто стоел, немало место за него. Немам кај да се мамачу. На Мешко, на главниот. Мешко го играше овој. Геротије Пантич. Спремаш албум, ова песнава со кога ја работеше, тоа ќе биде дел од албум? Па би сакала да снимам албум, нели, нормално. Сега ќе видиме како се финанси, што како. Ма се надевам дека ќе биде. Цениш дека треба да покаже денеска женско пеачка тело, овакви онакви деколтеа за да успее, за да привлече спонзори, или тоа мислиш дека треба по линија на квалитет и никад да не излезе од фиока? Не, значи си во граница на нормално, значи да не биде вулгарно тоа се, неко зашто да не да се истакнат бавите дело. Но кај е вулгарно за тебе, например? Појма нема. Па не ја знам. Не, сега голи вести, фала Богу. Без обраштина. Него, мислам, не би ставила, како да кажам, секси сцени во свој спот во кој што ќе играш ти, као ред милион пејачки надвор на запад. Би направила такво нешто? Па видиш, нисам размислувала за тоа. Па почни да размислиш. Ама не, значи сакам да кажам дека не треба тоа да ни биде главна преокупација, значи сепак треба на прво место да е талентот и квалитетот на еден извидувач, па после сето друго. Да беше така, секи беше супер. Па ето, баш заради тоа и... Нема проблем. Ама, ајде, нека биде така. Со кога ја работеше песна? Со Никол Чемитовски и Борча Ничевски. Да? Да. И како, задоволна од соработката? Задоволна сум, да, многу. Да? Ми изненадија, не очекував. Спотот кој го правеше? Спотот изработен од Чико и од Жара, токсикологија. Така, тоа се колегите реп стейджот во Македонија, така.
Супер. Некакви планови за во иднина држиш или? Па не сакам да зборам ништо од брат. Немој. Како емисијата, еден збори цело време, ајде. Еве запиши ми, ја ќе прочитам, ќе кажам место тебе. Не е проблем, што не ти се разговара. Вака, рап. Чао. Само да ти видам дека ќе ми има почувство. Ќе те има? Да, нема да правам веќе такви паузи. Отварам фрижидер, Орнела. Ва. Заливен. Сакам само да сме со тебе, остави да траеме, барем да се запознаеме и ништо више, само плей, плей. Еден добри плей, да ме стопи плей, ноги бројам да су твоја плей. Дај ми ритам плей, биди диџе плей, дај ми сега што ми треба плей. Еден добри плей, да ме стопи плей, ноги бројам да су твоја плей. Дај ми ритам плей, биди диџе плей, дај ми сега што ми треба. Еден добри плей, да ме стопи плей, ноги бројам да су твоја плей. Еден добри плей, да ме стопи плей, ноги бројам да су твоја плей. Дај ми ритам плей, биди диџе плей, дај ми сега што ми треба плей. Еден добри плей, да ме стопи плей, ноги бројам да су твоја плей. Дај ми ритам плей, биди диџе плей, дај ми сега што ми треба плей. Што е она што тебе во животот те опушта, што знае да те расположи, што знае да те насмее, ајде да кажем. Кој те смее тебе? Што ме опушта? Си седам у Бавчата, на Драмски театар, секој ден сум. Во терасата, во бифето. Во бифето, кај Мичо. Што си играш? Си играм табла, си играм. Кој најболи табладжија у Драмски? Сега ујат некој таму од трета категорија, ама Да. не сакам да кажам. Си го мачкал? Важно, сите ме чекаат на ред. Да. Редица ме чекаат, ќе одиграм 2-3 така. Да. Што ме опушта? Ме опушта мојата куќа, моите мачки, сам сум дома, ќерките ме отпуштија. Да. Си фатија своје джаде, две мачки со нив разговарам, со нив правам, ме опушта пазарот. Швалерка имаш? Немам сега, бе, не знам нешто што се... Ти се потроши предходното? Ма не до тоа, мислам, добро, мало година производња, али ова... Што за тебе година производња? Не бе, здравствени разлози, бе, Кој ти? ја бе, Зашто, мали што? си... Па ништо, само срце, шекер, ова, она... Шекер, што ти го испуши сладка тајна? Не знам ништо да земам. Ти направи сладка тајна една. Ама не знам, не, добро, тие лепенки фаќаа на време, тоа сега... Ама сега бе, има едни таблетци да плави. Так, Ама старите таблетчија не... И ке ме удриш. Не смеам. Не смееш? Не смеам, срце. Туку тако. Срце, Возот она. кркаш. И так се отпуштам со... Так, си зимам од време на време. По пазар нешто, Да. отпорно тека. Ова не. Отпорно Ова не, мислам ова. Комика шала, чисто. Ако малце Цела шала пола истина. малце готвење, малце си чепкам у кујна, нешто си правам. Сосем, јас под контрола сум. Се држиш под контрола. Во Драмски се правеле екстра заебанци, тоа секогаш. Значи, театарот бил многу повеќе склон кон такви финти, правење, подместување патика. Познато е дека